ВМРО-ДПМН е партија која работела и работи единствено според закон и целиот тимот е законски стекнат. Возвраќаат од партијата на тврдењата на СЈО за една од трите истраги објавени денеска за наводно незаконско финансирање. Според Емил Димитриев, СЈО и СДСМ сакаат да ја уништат ВМРО-ДПМН како единствена политичка сила која ги брани државните, граѓанските и националните интереси, но тоа, како што рече, нема да им помине. Образложи како била изградена зградата на партиското седиште и потенцира дека партијата нема можност да ги контролира сите уплати како донации и членарини. Не се точни според Димитриев ниту тврдењата на СЈО за колку дена били уплаќани парите на нивната сметка, како и дека партијата купувала имот кој не се користи за партиски цели. Обидот на СДС и нивната партиска испостава СЈО без докази, без факти и без аргументи да изврши компромитација и отстранување на ВМРО-ДПМН е многу опасен и погрешен пат. ВМРО-ДПМН жестоко ќе се спротистави на овој обид за уништување на партијата, а СДС и СЈО ќе бидат единствено одговорни за атмосферата која ќе биде предизвикана во следниот период. Според Никола Поповски пак, случајот кој го отвори СЈО за наводно незаконско одбирање на кинеска градежна компанија за автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид е политички предмет. Лага е, вели Поповски, дека не бил применат законот за јавни набавки. Се работело според закон за изведба на инфраструктурни објекти изгласан во 2013-та, за кој гласале и пратеници на СДСМ и ДУИ. Во овој случај фактите велат дека собранието уште во 2013 година донесе закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци Штип и патната делница Кичево Охрид врз основа на законот за ратификација на договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата помеѓу владата на Република Македонија и владата на Народна Република Кина. Овој закон за реализација на конкретниот проект како посебен ја исклучува примената на законот за јавни набавки. Според Антонио Милошовски пак, СЈО има за задача да штанца обвиненија против функционери на ВМРО-ДПМН, за да му овозможи на зајав да ја спроведува тиранската платформа, да се врши притисок врз судството и да се издействуваат политички пресуди кои се дел од коалициски договор. Таквата најава денес СЈО ја соопшти преку споменувањето на случајот Сопот. Договорот е преку судски пресуди, издействувани со политички притисок, да се ослободат обвинетите од случајот Сопот, за кој што веќе има пресуда, дека не извршиле некакво убиство или друго незаконско действие. Со самото тоа ќе се отвори врата за спроведување на другите договорени политички пресуди, кои се однесуваат на случајот Монструм и убиените малолетници за време на великденските празници и случајот Диво населје и поврзани со терористичката група која што действуваше во Куманово. И најверојатно на крајот господинот Заев очекува со ваквото дефокусирање на јавноста преку СЈО да се стигне и до ослободителна пресуда за случајот Подкуп, каде што е инволвиран лично тој. Според СЈО, кои денеска објавија 3 нови истраги, ВМРО-ДПМН незаконски се финансирало од 2009 до 2015 и не била избрана најдобрата понуда за изградба на патиштата Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Неопходно е да ја уверам јавноста дека предмет на истрагата на ова јавно обвинителство не представува политичката партија, туку напротив запознавање на јавноста со начините на кои поединци од раководството на партијата ја злоупотребиле и искористиле политичката партија, исклучиво водејќи се со лични мотиви. СЈО од новото парламентарно мнозинство бара и продолжување на мандатот.